подкаст. Како? Next Gen. Next Gen подкаст. Next Gen. Next Gen. Епизода 41 на Next Gen подкаст. Моето име е Георги Докузов. За прв пат, по втор пат, на ова исто случај имам чест да го најавам Владимир Ристевски, креативен директор на Pixel и главен одговорен директор на Евентика. Владче, здраво, како си? Здраво, баш ми е кеф што втор пат сум тука, особено поради тоа што минатиот пат многу добро ни одеше разговоров, па еве сега да фатиме некои други теми, да се продолжиме од кај што застанавме. Да, спомнавме веќе може и од понапред да го почнеме од овој хейт дел што го зборевме. Може да, ми се свиѓа мене, да. За имено, значи втор пат на ова столче, бидејќи не е прв гостин што по втор пат доаѓа, тоа беше Марио, но бевме во друго студио, значи официјално во ова студио од кога се вративме, ти си првиот кој е по втор пат тука и мислам дека тоа е логично, бидејќи приватно сме блиски и има што да збориме денес многу. Антонија, само ако не е тешко, можеш брата да посеја затвориш, почнеме да концентрира вецето, што гледам. Сега почнеме за хит коментари поврзани со нешто што се случува сега. Ајде прво да го најавиме за тие што ќе влезат, одма може да слушнат за тоа. 24 април, Александар Палас, првата Socialize фестивал за млади маркетери. Што би кажал на таа тема? Да, интересно е. Правиме настан еден кој што е многу убав и многу позитивен. Ке се вратам на хейт коментарите малку подоцна. Значи Digital Creativity Tech Festival, односно фестивал за дигитална креативност и технологии. Од каде дојде идејава? Првиот пат кога размислувавме на тема дигитален маркетинг, технолошки развој, креативни индустрии и слично, се случи пред 2-3 години да бидам презентер и говорник на еден тон настани надвор од Македонија. Член на жири комисија, панелист, ме викаа секаде, одев секаде, ми беше интересно, се вмрежував со луѓе од регионов, сватив дека има во регионов сериозни луѓе кои што работат сериозни проекти, тоа изгледа се многу фино и многу убаво. Се изнапатував на секаде, само за да сватам дека ние во Македонија не правиме ништо на таа тема. Имало во претходни години, имаше еден многу убав настан кој што се викаше Allweb, кој што беше повеќе за digital маркетинг и social media. Мојата замисла беше да се прошири малку опсегот на тоа што сакаме ние да постигнеме тука, да влезат тие дигитални креативни индустрии, да влезе технолошкиот дел од сите тие продукти и сите тие компании кои што успеваат надвор од Македонија и свативме дека веќе во Македонија никој не се замара да прави нешто. Кои се причините? Не би навлегувал, меѓутоа на толку многу ефорт надвор од држава што го имавме ние и како компанија и јас лично и индивидуално, свативме дека секаде нешто се прави и има некоја заедница која што ги посетува тие настани, па дури бев запрепастен дека во одредени држави во регионот има по неколку такви поднаводници конкурентни и сите се полни, луѓето доаѓаат. И ми беше многу жал, реално, искрено, што ништо од тој тип не се случува кај нас. Значи целата диджитал маркетинг заедница не е унифицирана, нема дружби, нема споделување на знаење, нема соработки, големите маркетинг агенции исто така се прилично пасивни, не знам од која причина, и решивме едноставно дека ние сакаме да ги смениме тие работи. Од таму се роди целата замисла за новата компанија Евентика, кој што е спојна синергија на две компании, на Pixel и на Target Group, кој што се најдовме нели како партнери, затечени од тоа дека нема ништо во Македонија, а и двете страни имавме креативни интересни идеи. Од едната страна беше идејата за бизнес лидер, која што ја направивме како една огромна гала вечера и награди лани и беше навистина преуспешен настан за кој што мислам дека до ден денес се уште се зборува. И втората идеја беше Socialize. Рековме дека без разлика што и да се случи оваа година, почетокот на годината ја правиме, сакавме многу порано да направиме, се случи еден тон работи кои што ги одложија тие подготовки, на крај решивме на 24 април ја правиме и ја најавивме пред само месец и половина. За жал се случи ова што се случи во меѓувреме со Кочани, па стопиравме малку за да не нели од почит кон целата ситуација да не бидеме агресивни во рекламирање и се. Меѓутоа продолживме од кај што застанавме од кога се опоравија малку работите и тоа што се случува моментално, тој лајнап на говорници што го имаме, на панелисти, на теми, на успешни млади македонски претприемачи кои што имаат успеано од Македонија на светски ранг да ги донесеме, мене лично навистина ме инспирира
и знам дека тој настан ќе биде феноменален. Во однос на хейт коментарите, тоа беше доста интересно. Само што почнавме да го рекламираме настанот, само што почна да добива онака баш на видливост, на популарност. Веднаш стигнаа коментари од луѓе што се во фелата, дека нив им сметало што треба да платат карта за настан. Ке се навратиме што се реално добива некој кога ќе плати карта на еден ваков настан, ама тоа ќе го тргнам на страна во моментот, дека требало да платат карта за да гледат некои локални фаци. Значи, тој синдром што го имаме во Македонија, на нижа вредност, дека луѓе кои што се од Македонија, па и кои што живеат тука, додуше и без разлика дали живеат тука, но тука потекнуваат и некој локален ги знае во мало бил како мал со нив. Ако е таков човек ти лично познаваш, тој не може да е добар. Како е добар кога ти лично го познаваш? А тоа што ти си имал среќа да се родиш у исто мало, да идеш у исто основно, средно факултет или whatever, или да соработуваш некоја со такова личност, не значи дека таа личност не дигнала левел 50 пати повеќе од тебе и сега тебе ти е криво поради тоа што тој или таа се многу успешни и те сега ти прв момент што ќе фатиш, ќе речеш какви се ова цени, дали сме ние во Силикон Вели, значи пресмешно ми е кога го читам тоа и тоа е мајндсет на луѓе кои што не излегле од држава под А, под Б, не отишле на друг настан за да видат колку реално кошта и не сваќаат која додадената вредност кога ќе си платиш за настан. Значи ајде да тргнеме што добиваш на еден настан општо гледано без разлика каков е нашиот настан. Значи нашиот настан сега го тргам на страна. Прво и основно, кога одиш на настан некаде, одиш да научиш нешто. Колку ќе научиш, зависи од тебе. Колку веќе знаеш, зависи од тоа колку си вложил ти време и енергија да се усовршиш до тој момент. Дали ќе слушнеш нешто револуционерно на било кој настан на кој што ќе одиш, кај што спикер може да биде некој светски познат, пак зависи од тебе и ти како се чувствуваш. Меѓутоа, јас лично, како учесник на настани, ќе кажам која била моја додадена вредност на настани секој пат. Одам некаде и сега слушам, еве да ќе речеме, например, предавања за перформанс маркетинг низ призма на метаогласување. Че јас тоа го работам 15 години веќе, така? Не е астрофизика. Меѓутоа, кога работиш било што, си влегуваш во некоја комфортна зона, каде што си ги работиш работите по твое. Ќе отидеш на настан, некој ќе ти каже како се работи по негово, ќе те потсети дека ти тоа го знаеш, ама ќе ти дае контекст кој што ти си го заборавил или не си го имал предвид и тоа треба ти инспирира тебе да се вратиш ти после пред компјутер во ситуацијава и да пробаш нешто ново, поразлично од тоа што си го правил до сега. Тоа е целата поента. Значи тие микромоменти на туѓо искуство и туѓо резонирање на тоа како се работи, нормално некој треба ти покаже дека всушност со тоа што го прави добива резултати, тебе треба да ти инспирира да смениш нешто во таа комфортна зона во која што си влегол. Така, тоа треба да биде првата придобивка. Втората придобивка, треба да слушнеш тема од која што немаш искуство, пошто не може ти се да знаеш, така, да те инспирира дали тоа што ќе го слушнеш, треба да почнеш да го учиш и ти, пошто има таму простор ти да растеш, да се развиваш професионално, или барем доволно да ти отвори очи, ако си предприемач, ако си агенција, ако си компанија, дека тоа што не го правиш е битно, па да си најдеш ти и да си ангажираш некој што е добар во тоа, бидејќи тоа треба ти дае додадена вредност. Че тоа се прво работите што можеш да ги слушнеш. Второ, имаш шанса како учесник на конференција да го даеш своето мислење јавно пред група отворено на професионалци од твојата фела. Да покажеш дека и ти имаш нешто што можеш да го кажеш квалитетно, да добиеш одговор од некој што е релевантен во фелата и да слушнеш некоја дискусија која што ќе ги отвори можностите за ти повторно да научиш нешто. На нашиот настан покрај сето тоа имаш можност да се вмрежуваш со луѓе, филтрирани и одбрани се луѓето кои што ќе дојдат на настанот. Толку има многу целни групи тука, од маркетинг професионалци до луѓе што работат во агенции, до луѓе што работат во странство, до предприемачи што знаат маркетинг и го дигнале нивниот дигитален продукт надвор од граници во државава, до луѓе кои што успеале преку ноќ, кога ќе ти кажат дека за тој успех преку ноќ 10 години рмбале и правеле нешто друго, па така дошло нагло, вирално и успешно, и имаш шанса да си поминеш убаво на настан кој што ја слави креативноста, каде што имавме и можност за пријавување за награди, каде што добивме како за прва година 65 пријави за награди, што воопшто не е за фрканција,
кои што награди ќе ги прогледне стручно жири кој што во моментот ги гледа тие награди од речиси 20 члена од истакнати луѓе од индустријата. Значи ова е тотално различно од се што се случувало во Македонија, не е астрофизика, но е уникатно на наш начин. Имаме и анализа на пазарот која што ја прави Target Group, ќе биде многу добра, ќе има дигитално списание кое што понатаму ќе излезе и ќе биде достапно со сите тие информации и податоци за широката публика. Значи стварно е уникатен настанот и уникатен е само ради една работа. Поради тоа што се инкорпорира се што досега на настани од овој тип во Македонија не се инкорпорирале. Поради тоа што имаме желба и мерак да го споделиме тоа со целата заедница. И сакам да покажеме оваа година, со успехот се надавам како што треба на 24-ти на овој настан, за наредна година може да биде ова регионална конференција, иако тековно исто е на некој начин би дошло регионално, поради тоа што на вистина доаѓаат истакнати луѓе од регионов и од странство и доаѓаат и одредени учесници од други земји. Како за прв настан, како за прва година, со само реално месец дена кампања и подготовка, мислам дека ова е поголем успех него било кој што очекува и од тоа што го гледам по социјал медија и по кулоарите во маркетинг индустријата и сите го зборуваат настанот. Јас се надевам дека одредени луѓе кои што треба да дојдат на настанов, а ако се мислат се уште дали треба да дојдат, ги поканувам да дојдат, особено од други маркетинг агенции, особено и од мали агенциички, дури некој ако не е во можност, има опција да ни се обрати. Ние сме во волни, дури одредени влезници ги спонзорираме, за да дојдат квалитетните луѓе, пошто сите треба да присуствуваат тука и сите треба да осетат енергијата од овој настан. Колку луѓе на 24-ти ќе бидат? Сега за сега помеѓу 280 и 300. Значи ќе биде, може да се каже масовно. Ќе биде дефинитивно. Сега кога сме кај тие хит коментари, ја мислам дури дека треба да се исто бев бидејќи ние правевме некој настан каде што исто имаше нели за цел да собере луѓе кои се со претприемачки дух, нели кои сакаат да презимаат некои работи во своји раце и кога видов колку луѓе квалитетни дојдоа, 220 луѓе имаше, колку квалитетни дојдоа, сватив дека тој хејт и тоа некоја простодушност што владее кај нас дека не е вредна ни да се збори, така што мислам дека може одма да ја скокнеме. Како тема? Како не, јас многу сакам да им давам платформа на хејтерите и ќе ти кажам зошто. Сум сватил една работа. Како знаеш дека си успешен? Кога ќе почнат во голем наплив хейт коментари, тоа е добар знак. Keep fucking going. Кога те хейтаат луѓе, keep fucking going. Зашто доволно си битен за да те забележат на радар, да потрошат време да те поманијачат и да те коментираат. Тоа се согласувам, пак се мислам многу мал број. И тие што збора дека не им вреди или картата, дека ме скапа картата инаку 150 евра, може да се каже. Значи што реално за тоа што го добиваат некои 12 часа речиси материјал, 10 часа активно предавање, мислам дека е смешно. Самото тоа запознавање кои се ќе дојдат, таа приказна со локални фаци слично ми е толку глупа приказна, па веќе не знам, светски фаци стануваат локални, можеш Гери Ви да го видиш тука во близина на 300 км, 500, така. Да дојде, така што тие приказни ми се излитени. Ајде само да те вратам сега на почеток за евентика, само спомна дека формирањето како што се случи, од кога почна некоја иницијална идеја за настани праење, кога Pixel прв пат помисли да се насочи некаде во таа насока, бидејќи знам дека тоа и пред евентика се случи. Да, тоа е многу интересна приказна. Значи бевме буквално јас, Филип и Димитар, партнерите од Pixel и Огнен од Target Group, бевме на настан Wolf of Wall Street во Загреб пред некаде година и пол. Значи тоа беше 2023 при крај некаде ноември. Одиме на настанот супер, Джордан Белфорд баш на Wolf of Wall Street по него е правен, човеков феноменален, така. Мислев дека е нели пренапумпан како лик и се вона, значи човек со стрит смартс, кој што сватил бизнис, кој што сватил продажба, кој што сваќа корот на продажбата што е. Пред него цела плејада на спикери од цел Балкан, вклучително и Немања што беше кај тебе на настан. Супер се и ја гледам и викам, супер се луѓево, супер е Джордан, супер организацијава. Меѓутоа не е спектакуларна на тоа ниво да речеш, каде сум ја во Загреб, види што се случува. Значи го гледам настанот, ние како Pixel во име на клиенти, милиарда настани сме направиле, го гледам, викам, ова не е ништо посебно, ова е doable. Зошто во Македонија никој не вика вакви фаци? Зошто во Македонија никој не го прави ова? И почнавме на дебата, тука имаш уште неколку луѓе и од СИД, беа со нас, бевме како група баш преку нив.
почнавме дебата и викам, и знаеш како првиот муавет, во Македонија луѓе не идат на настани. Ја викам не се сложувам со тоа. Не идат пошто никој не прави, никој не форсира, никој не буцка, не инвестира и нормално кога е се пасивно, нормално дека е така. И ние вечерта на маса седевме во лобито од хотелот и мене Огдан ми вика, ја имам една идеја за добар настан, бизнис лидер, 3-4 години ја мислам, а никако да дојам да изреализирам. Која ти е идејата? Ја кажу идејата, викам супер е. Ја викам имам идеја за social media, digital marketing конференција која што би ја проширил малку нели во фестивал на дигитална креативност со награди, со технологија, со се. Па и тоа е супер. И на зафрканција кажуваме тука масе, па да направиме фирма која што ќе ги работи тие работи, ќе смислиме along the way покрај овие два големи настана, ќе смислиме друго. Ајде. Се вративме и основавме фирмата и почнавме со работа. Толку требаше, толку беше. Претходно имавме идеја, можеби 5-6 месеци ја мозгав идејава за овој настан што сега се вика Socialize и вака, како да кажам, е срочен како што е. Меѓутоа толку беше. Right people, right time, истото како да кажам, истиот мајндсет, ајде да направиме нешто. Толку треба во животот. Зашто во спротивно ќе правиме, ај стави ти агенда, направи, ај да видиме прво да ги договориме сите да се не може сите коцки да се на место. Кажуваме сакаме да го правиме ова, се договараме и некој фаќа. И кога ќе фати некој, треба да е фатено. Така. Во случајов ти. Во ред, значи ја бев наинспириран, затоа реков дечки, ја го фаќам ова. Значи, ми ги спојува сите мои интереси во тој момент, ми ја задоволува потребата да пробам нешто ново, а ги имаме сите луѓе, ја имаме мрежава на квалитетни луѓе, да, на ресурси имаме, да, имаме manpower што може да го извози ова, ги имаме луѓето, имаме клиенти, имаме спонзори, дури кога немавме спонзори, ќе најдеме спонзори, поради тоа што знаеме дека тоа што им го нудиме е уникатно и треба да се глупи да не прифатат, пошто им оди само во прилог, така да многу беше едноставна одлуката. Толку беше. Почнуваме, правиме. Лани кога завршивме бизнис лидер, направив ручек со спонзори за да им се заблагодарам за поддршката и се, и таму им презентирав амбициозен план за 2025 со 5 настани. И викам сега, презентирам 5 настани, нема да им се свигаат повеќето, ќе дадат поддршка за едно, друго, трето, рекоа сите 5 се супер. И што направивме ние? Тргнавме да ги реализираме сите 5 во оваа година. Тоа е многу голем скок од еден огромен настан, да тргнеш 5 огромни настани да направиш. And guess what? Тоа е тоа. Сега ќе правиме од оваа година 5 големи настани. Па што зборевме си ти, кога се видовме прошлиот пат, дали мислиш дека има потреба од 5 малце тука дебатиравме на таа тема, дали е подобро можеби 2 масивно големи или 5? Имаше став дека е можеби подобро тоа да се подели се за се, па после може видне да се спои во некој голем настан. Како дојдеш до 5? Дојдов до тоа да направиме екосистем. Едниот екосистем се вика бизнис лидер, кај што си е веќе етаблиран во однос на наградите и гала вечерта, и тоа ќе се случи повторно исто како што беше лани на 16 октомври, повторно ќе се случи и оваа година 16 октомври. Спинов настанот од бизнис лидер конференција, исто свативме дека има дупка на пазарот, пошто има одредени бизнис конференции, меѓутоа тоа се по 2-3 часа, половина ден максимум, строго таргетирани кон една тема на брзинка, неколку панели, децет, ова нашава е многу поголемо. Свативме дека ги имаме најдобрите луѓе во Македонија, ради тоа што наградите ги увидовме кои се, имаме контакт со нив, можеме да ги донесеме како предавачи, панелисти и слично, можеме да донесеме и луѓе надвор од државата кои што би дошле на таков настан и свативме дека нема причина и конференција да правиме, така ја реализираме најверојатно во септември. Друго, поради тоа што бевме и самите на таков настан, решивме дека локално во Македонија по строги и оправдани критериуми исто така нема наградување на 40 најуспешни под 40 години, решивме дека тоа ќе го правиме, бидејќи повторно го нема тоа и треба да го правиме, мора да го направиме, пошто имаме додадена вредност кон заедницата, да покажеме дека квалитетни луѓе се препознаваат и во нашата држава, че пак корот на сите овие работи кои ги најдеш НЗСС, настани кои што не се прават така како што ние сакаме да ги правиме, тоа е првиот момент, награди кои што се прават по строги критериуми, за да бидат оправдани не само дај си пари, земи си награда, и промовирање на креативните индустрии и на маркетинг, селс и технолошката заедница во Македонија. И сега тоа е едниот екосистем со 3 настани од бизнис лидер, а Socialize Digital Creativity Tech Festival, што го правиме сега, наредниот
Socialize ќе биде Sales и Marketing конференција и таму наградите ќе бидат за професионалците кои што работат од страна на компаниите. Значи најдобар бренд менаџер во Македонија, најдобар маркетинг менаџер, најдобар PR, најдобар за комуникации, најдобар за продажба и така натаму. Значи буквално да дадеме како да кажам, признание на овие луѓе кои што работат, а никој не ги ферма 2%, иако тие луѓе се тие што стојат, значи луѓето од агенција стојат зад креативниот дел, луѓето кои што водат маркетинг сектори стојат за другиот дел, заедно ни прават, брендот ги зема сите заслуги кога ќе се направи некоја добра кампања, што и треба, тоа е поентата. Меѓутоа овие луѓе заслужуваат признание пошто прават добри работи, а никој не ги перцепира. Тоа е целиот екосистем. И еве кога ќе ги видиш, тие се 5 настани. Сега дали одреден настан ќе го одложиме за некое време, дали некој од настаните, например, една од опциите за Socialize, ако ова добро помине, планирано ни е на крај на октомври да правиме Sales и Marketing Conference, ако случајно логистички е too much, ќе го споиме во дводневен фестивал наредна година. Значи, има опции, има многу moving parts, меѓутоа свативме дека има потреба. И оно што го свативме е дека мора да си внимателен со тајмингот, поради тоа што не сакаш да се поклопиш со други настани. Истовремено и ние сме тука многу земаме предвид, пошто има убави настани во Македонија, не е дека нема, и тие убави настани не треба да има канибализација, паралелно да се случуваат во размах од недела дена и слично, ние внимаваме исто тука многу, бидејќи ние треба да ги поддржиме тие други настани и да ја промовираме целата наша заедница, наспроти тоа да се надпреваруваме. Ние не се надпреваруваме со никој. Ние ако има некој друг настан или некој ако има идеја, каде што нешто прави слично и сродно, може дури да соработуваме и да го направиме заедно да биде уште поголемо. Значи тоа е екосистемот кој што сакаме да го градиме. Сакаме на луѓето им биде убаво на настани. Македонија поради тоа што има централна позиција на Балканот, многу лесно може да ти дојдат од други држави и имаме ние коњи за трчање тука и во низ призма на угостителство, добра храна, места кои што може да ги посетат, значи буквално луѓето треба да сакаат да имаат мерак да дојдат во Македонија, пак нема да кажам ни Скопје, треба да дојдат во Македонија, можеби некогаш во некој друг период ќе организираме некој настани во некој друг град, поради тоа што има убави места во државава каде што треба да се посетат, па луѓето малку да се прошетаат и малку да се вмрежат. Зашто кога доаѓаш на настан, не можеш ти да се куцкаш на мејлови, да отвараш лаптоп, не може. Доаѓаш на настан, биди присутен. За се во животот, диджитал сме тука, го збориме тоа цело време, биди присутен во моментот. Запознаваме нови луѓе, не идам на настан, го гледам Ѓорги, атачмент за Ѓорги, мало кланче ќе си направиме и си седиме кона Mean Girls у средно, у групи во кланови еден со друг. Ти тега, еве го другарчо, земи бе запознае некој друг. Прошири ги видиците. Да, ја нема таа култура кај нас дефинитивно на тоа ниво. А гледаш во Србија што се случува, не знам кога го испрати со ова бизнис прича. На кој ниво се качи? Така е. Ама се качи пошто човекот има идеја, визија и замисла и не прави отстапки. И даваат поддршка таму некако луѓето многу полесно него тука мислам. Не е полесно. Некој се измачил. Пак ќе ти кажам, знаеш, на тоа ја и ти го гледаме како overnight success, пак ќе го кажам, некој звонел по 500 пати за состаноци, за спонзори со клиенти, па го одбивале, па му викале, ќе ти кажам од моje лично искуство, нема да именувам. Ај направете го настанот, ќе видиме наредна година како ќе поминете. Добро бе, еве го направивме настанот. Видовте. Now what? Ај ќе причекаме, ај да видиме. Во ред, причекајте, видете. Ама ти ако знаеш што сакаш да направиш и одиш кон тоа, без разлика дали идеш цикцак или праволиниски, дали се радуваш, плачеш, се нервираат сите околу тебе, ги гориш сите околу тебе. Не е битно. Битно е, тргаш од точка А, знаеш дека сакаш да стигнеш на точка Б. Го зборевме ова и минатиот пат. Значи, ти треба кола и ти треба гориво. Ама најбитно е кај сакаш да стигнеш, зашто некој може да ти даде кола и гориво и да се возикаш низ мало како дрипац. Така? Socialize има за цел да биде само одржлива од посетители или спонзорскиот пакт е 50-50? Па види, комбинација од двете. Тоа исто го зборевме си. Комбинација од двете. Нас лично многу ни е поедноставно, ради релациите што ги имаме со спонзорите, да дадеме максимална вредност на еден спонзор, тој спонзор да ја добие вистинската публика, меѓутоа мора да е комбинација од двете. Во идеално сценарио би биле само спонзори кои што заслужуваат да бидат таму и моментално и се за среќа, пошто не правиме компромиси, и луѓето кои што треба да си ја купат картата.
дека можеме ние да финансираме и да поддржиме некој што треба да дојде, а не е во можност, тоа со драго срце. Меѓутоа не може да финансирам и да спонзорирам некој да дојде на настан кога тој некој прави милиони и не сака да плати карта. Тоа е веќе, како да ви кажам, тоа е веќе од принцип не треба тоа да се случува. Меѓутоа млади луѓе што сакаат да дојдат на овој настан, што на било кој начин сакаат да се вклучат, апсолутно. Апсолутно. Во идеално сценарио не би сакал ја 300 луѓе. Во идеално сценарио би сакал да има 400-500 посетители, добар дел да се од ван државава, некој да се и онлайн, да го слушнат тоа истото и да сакаат да има ограничени места, да дојде ситуација затвараме и нема повеќе места. И тогаш нели се јавува на македонското. Леле, абе, јас заборев се ово, значи буквално. Sold out. Да, не, буквално би одел до тој степен што, како да кажам, ден за ден од кога ќе биде sold out, ако некој навистина сака, би ја кревал секој ден цената. Од принцип, за да ги научам луѓето да не бидат македонци во менталитет, туку кога ќе видиш нешто што ти се допаѓа, купи карта. Не чекај до последен момент, пошто кога чекаш до последен момент, на организацијата им правиш хаос, ајде уште столчиња, ајде уште храна, значи им отвараш непотребно работа, пошто ти си мрзлив и неажурен. Тогаш нема да дојдеш на настан. Многу едноставно. И мора така да биде. Еве, ти исто така организираше одличен настан и тоа нема. Ова е тоа, ама гратиси. Нема гратиси. Зашто гратиси? Who died and made you important, за да добиеш ти нешто бесплатно. Зошто мислиш дека ти следува? Другова претходно што го зборевме, ако некој не е во можност, млад човек е, сака, тоа е друго. Тоа е друго. Значи, ако можам на таквите, на 50 души бесплатно би им дал, пошто заслужуваат да бидат таму, пошто ќе бидат благодарни, ќе видат нешто и таа убава енергија ќе ја пренесат. Таа култура што ќе треба натака да Така направи е. слушалец. Ама пази, и со тек на време треба луѓето да сватат дека колку и да чини карта, ти на настан кога добиваш храна добиваш, зборам ваков настан, значи ручек имаш сериозен, така. Имаш пијалаци, чуда, на крај имаме журка со DJ Гоце, која што ќе биде fucking феноменална, и имаш пиење на таа забава, и тоа сето тоа ти е вклучено на тебе во цената, така тоа чини. И некој ќе ми рече и многу ја скапа картава и ќе отиде вечерта, ќе земе се паре некаде и само за да се покаже, ќе фукне повеќе пари и нема да добие ништо од тоа. Сега нема ни среќа, нема ни кај да отидат. Уште подобро. Да. Уште подобро. Скопје е единствен милионски град без ноќен клуб, веќе официјално. Па може треба почнеме, знаеш, почнуваат журки, гледам по интернет, пред работа, човече. Кафе, не се служи алкохол, у 6 сат журка. У Берлин гледам, рейв, у 6 са бајле. Полно и си се забавлjaат луѓето, си пијат кафе, си купуваат доручек јадат на журка и се журкаат, идат со таа енергија на работа после. Супер е тоа, сакам промени, сакам екстремни работи, сакам луѓето да излегуваат од норма. Да, и дефинитивно мислам дека целата евент индустрија кај нас, од искуство можам да кажам сега дека е енормна експанзија предизвикува, луѓето купуваат веќе карти и се желни за евент. Тоа веројатно е поттикнато и од тоа што доста луѓе веќе и од дома работат. Огромна дупка, некоја онака буквално црна дупка со настани последните, ајде има причини за тоа, нели, короната и ковид, ама и пред тоа, да не се лажеме, не беше сјајно и некако има многу и така што мислам дека ова вие што го правите како две сериозни фирми, мислам дека треба да биде поттик и за некои микро мали настани, апсолутно, некој увертира на некои вакви настани кај што би се собрала целата фела и дека луѓето се желни за настан. Ја ги охрабрувам сите да пробаат тоа што им е мерак. Сите ги охрабрувам да пробаат. Да прават мал милион настани, нека кулминираат со голем, нека има и 3-4 големи. Не е проблем да има здрава конкуренција, нема ништо лошо во конкуренција. Луѓето мислат дека тоа е некој лош збор како да си опцул човек. Значи, ја и ти можеме да бидеме партнери во нешто, можеме и да бидеме конкуренти во било кој момент. Мене тоа не ми е проблем. Ако двајцата успеваме, тројцата, четворицата, цела индустрија, ако успеваме, ние го креваме цело ниво нагоре, така. Кога успеваат повеќе луѓе, се филтрира булшитот од типот на луѓе што спуштаат цена, што го утепуваат квалитетот, што не знаат што прават, ама влегле таму пошто мислат дека има пари. И тоа е во ред. Сето тоа е во ред, сето тоа е потребно. Ке видиме кој ќе издржи на крај, поради тоа што ова е игра на трпение. Пошто некогаш одиш нагоре со профит, со број на вработени, со приходи, со слично, некогаш паѓаш.
Треба да научиш од тие моменти кога паѓаш се најважните лекции. Никој не научил ништо од успех. Луѓето учат од неуспех. Грешки. Од грешки. Не мора некојаш да грешкаме, некојаш си направил секој што треба и се случува економска криза, светот се превртува, војни се случуваат, луѓе на високи позиции си играат мајтап со пазарот, така, и ти си колатерала. Тоа е тоа. Треба да сватиш дека надворешните услови, екстерните услови не можеш да ги контролираш и треба да научиш дека единствено нешто што можеш да го контролираш е твоето однесување. Дали ќе зависиш од емоции или ќе зависиш од логика и разум, зависи колку си зрел како личност. Има луѓе на 60 години што се незрели како тинејџери, има тинејџери што се позрели од 60 годишни луѓе. До тебе емоции сите имаме, да не се лажеме. Емоциите многу ни менуваат во тоа што правиме, наше е дали ќе дозволиме емоциите нас да не контролираат или ние ќе контролираме како реагираме на емоциите. Така, апсолутно. Тоа баш изборевме пред да почне подкастот тебе сав да се консултираме на некоја тема, на некои бизнис потези кои ние се треба да ги подвлечеме и многу интересна тема и таа, ајде се од страна може да ја уфатиме. Нели често човек се става во искушение, може да прифати некои работи само онака на емотивна база и многу е битно да може да нели да ги процени работите, што од друга страна кај мене еве гледам е доста тешко бидејќи повеќе размислувања ти се вратат. Еве ги првите мои размислувања, првите некакви нели понуди општо за работа која сум имал. Прво размислуваш дека нели треба брзо да реагираш, нели треба да донесеш одлука и слично. И сега гледаш на што да ја сведеш таа одлука, нели од каде да влечеш аргументи на кои ќе ја темелиш таа одлука. Прво размислав, викам, сега треба, знаеш, секоја одлука што излегување од комфорт зона, тоа е добра одлука. Тоа е. Треба да се, ама сега од друга страна сватив дека, знаеш, треба некојаш да направиш и пресметан ризик на до каде си ти излезен од комфорт зона. Ева ако збориме сега хипотетички, јас збориме дека подкастот е во игра, и да не е друга работа, ние работиме маркетинг, клиенти, тоа е слична иста работа имаме. Да. Еве подкастот ако е. Значи ти имаш веќе доволен некомфорт со тоа што создаваш содржина во која треба да дадеш нели некој вредност, рецепт, така вредност, да го најдеш рецептот што ќе носи вредност и слично. И сега дали ми треба мене на страна од тоа уште некој дискомфорт за поголема вредност да додам и дали тоа ќе допринесе на содржината, ако е некој технички аспект или промена на локација на студио. Значи тешко е тие одлуки. Сега малце ова го како есејско Не, многу е добро ова и сега ти кажам зашто е многу добро. Имам конкретен одговор на ова прашање, ќе ти го дадам прво краткиот одговор, после долгиот. Краткиот одговор е мора да бидеш агилен по значи брзо да носиш одлуки, пошто еве и теоријата што кажува. Лидери и индивидуалци, и сопственици на бизниси, и контент креатори без разлика што и да се, што носат брзи одлуки, одат напред. Не значи како носиш брза одлука, дека нема да биде грешна. Во рете се враќаме претходното што го кажав. Од грешки се учи, од грешки се иде напред. Ама, кога ќе поставиш нешто, некој стандард во главата, ако сакаш да излезеш од тој стандард, треба да се прашаш само една работа. Дали ако донесам брзава одлука, кој што знам дека потенцијално има зафрканци, дали можам да живеам со тоа дека нема да успее поради тоа што сум избрзал? Најбитното. Ако можеш да живееш, нема што да се размислуваш. Ако имаш време да посветиш малку време и внимание, да го формулираш тоа што треба да го формулираш, пошто другата страна не го формулирала, и да ги поставиш тие тешки прашања пред да скокнеш, што би рекле во бизнис, во брак со некој, што и брак може да биде краток, може да биде долг, може да биде успешен, неуспешен, постави ги тешките прашања на време. Ако гледаш Red Flags, ова ти е исто и за врски, исто ти е за пријателства, исто ти е за се. Ако имаш дискомфорт да ги поставиш тешките прашања и да избегнеш потенцијален конфликт, ќе стануваат се потешки. Не, тоа исто е избор кој што свесно го правиш, нема мислиш дека не го правиш свесно, свесно одлагаш и викаш I'll deal with that later. Сакаш подоцна да се справуваш со тоа? Ќе те кошта повеќе. Лекцијата ќе ти дојде вака или онака. Може да биде лесна лекција, може да биде тешка лекција. Така? Апсолутно. Сега на ова што го кажа ќе се надоврзам од Коста Петров исто многу, бидејќи овој подкаст сега зборевме денес 41 епизода, што реално не е малце секоја, некако ми е дури и чудно као
баш се доста Само да сати. те уфрлам, кога стигнеш до 100, ќе бидеш у топ 1% подкасти у светот. Да ти дам Да, бројка. мислам дека и помалку од 100 не. Ајде иди ти на 100. Да. Иди на 100, има го Прво тоа на предвид. 50, сега е road to Да. 50. Ке го стигнеш еве ока, Здравје се гледа. Боже. И што сакам да кажам за Коста Петров, многу исто битно од претходната година, бидејќи претходната година беше доста турбулентно и околу подкастот и работа, нели нормално водење тука сам работа, бизнис нормално е тешко и треба да биде тешко, бидејќи нели тоа што претендираш да го земеш за себе исто така големо и не е лошо. Апсолутно. И една реченица што ми остана у глава дека знаеш треба да работиш на тоа да работите кои ги правиш професионално, да не ги врзуваш се за себе. И ја тоа го сватив некако и многу работа на тоа, искрено доста и се изборив некако на тоа прашање. Значи едноставно ова е се професионално ние што го правиме. Исто и спонзорите, бизнис делото тоа, бизнис делото нашата фирма, значи не можам ја тоа се да врзувам лично за себе. Да. Бидејќи многу зависат од екстерни фактори, многу работи. Така е. Некојаш и повеќе од 50%, добро одлуки, некојаш созревање слично, што можеш да понудиш, колку работиш на себе, на твојата понуда, колку си различен и слично допринесува, ама некојаш е екстерно и не можам се врзам за себе, бидејќи нели ти влие Да. и на другата страна, така што дефинитивно е клучен можеби сегмент тоа момент да можеш тој професионал, нели успех од конференција, нели нас и работата као маркетери ние да ги правиме работите, нели all in да изгледа дека е секоја работа. Да. Ваква пак да можеш да ја дитачнеш од тебе, што би се рекло, мислам дека е доста битно. Сега кај застанав ми измешавме. Не, види, не измешавме. Не Ова измешавме, ова сега се природен тек сега на суштина. муабете, супер се муабетиве. Ќе ти кажам само една работа. Бара професионализам да сватиш ова е лично, ова е бизнис. Кога ги мешаш бизнисот и личното, мешаш и лични емоции и бизнис одлуки. И пак и тоа е во ред. Не може некој да ми каже дека не е во ред. Ти можеш да кажеш, јас подкастот го правам од алтруистични причини, од ова нема да заработувам, само ќе губам пари, пошто мене ми е трошок продукција, така. Каква и да е продукцијата, дали е Холивуд продукција, low level продукција со мобилен некаде да шетаме по тревник ја и ти со кози заедно и да снимаме, doesn't matter. Така. Кажуваш, ја ова го правам вака, го правам по мој или не го правам рол. Тоа е фер одлука. Второто е, јас до тука можам да инвестирам, за другого ми требаат пари, за пари ми требаат спонзори, ама ми требаат спонзори кои што се инлайн со мојата мисија и визија. Така, тогаш креираш понуда и кажуваш, ова е понудата. Ако ви се допаѓа, прифатете, non-negotiable е. Ако не ви се допаѓа, не прифаќам. Или кажуваш, ми требаат пари, сакам подкастот да го дигнам до височини, дигање до височини значи ова, тоа кошта пари, ќе правам отстапки додека не успеам. Значи нема правилно или неправилно, никој не може тоа да ти го каже. Ја без разлика со целото моје животно искуство, не можам да ти кажам што е добро за тебе. Да. Ама можам да ти кажам дека се е во ред, се додека си свесен. Свесно можеш да правиш отстапки. Така? Или, како викаат сега, кога го гледаш ова стрикно како бизнис, ај сега да ги тргнеме приватните емоции, амбиции и слично, ако го гледаш ова стрикно како бизнис, секој бизнис кажува дека тој што е носител на бизнисот, треба да го движи напред бизнисот, а се движи напред со продажба, и со мисија и со визија. Остатокот, хендлање на спонзори, барање, така натаму, го делегираш на човек, или ќе бидеш фраер и ќе си платиш некој за тоа и ќе му биде full-time job, и ќе го третираш професионално со одредени очекувања кои што ги имаш од него, тој да донесе спонзори, да преговара, да ги договори, да се консултира со тебе слично, го договараш, го ставаш на плата, го ставаш на процент, соработуваш со некој бизнис партнер кој што треба тоа да ти го прави, го делегираш. Поради тоа што ти да бидеш водител, визионер, монтажер, social media експерт, бркач на спонзори и продавач, можеш. Full-time job ќе биде, батали се друго што работиш, и тоа ќе биде full-time job на краток рок. Значи, идеално треба да одбереш, окей, ја работам моментално 9 работни места, само за овој проект, зборам, 9 работни места работам, ајде да видам во што сум најдобар. Дури, ќе отидам и чекор понапред, ама тоа треба ептен да се откачиш од его, што е тешко поради тоа што тоа е нешто на кое што сите работиме цело време. Дури ако ти си визионерот позади подкастов, и таа визија и таа стратегија ти треба тебе еден тон време за да направиш, дури треба и друг водител да најдеш. Тоа е па ептен екстремно.
ама не е неочекувано. Ако имаш ти сулуди идеи... Не е толку екстремно. Па не е, да. Така, fair enough, ова што го кажувам. Да. Ама, ако многу ти е убаво и си успешен како водител, а си, биди водител и визионер. Нема пипање, чекај ја ќе ги местам микрофоните, саундчек ќе правам, нема. Ќе платиш друг или ќе најдеш друг што верува во твојата мисија, за кога ќе има пари, да ги поделиш парите со него. Дефинитивно тоа е за натаму може сега кај се наоѓаме, ајде за таа тема да отвориме, ама ти кога почнуваш нешто, ја разбирам ова и може да влијае, може да е позитивно на некој ше баш на моето ниво. Да. Ама некој кога почнува од старт, вчера бев инспириран на таа тема да зборам. Исто мислам дека треба знаеш да си дозволи и се да прави, да си дозволи грешки да прави буквално ти што спомна, јас имам 10 улоги само за ова. И сега тоа е некој ќе каже лудо, ама од друга страна нели направивме речиси 50 епизоди, некој не се вакво официјално 40 и правила Next Gen подкаст, ајде 41 некај, како што се. 41 немаше да стигне до тука. И сега имам, знаеш, ај на тоа размислам, значи пак мора да го имаш и тој некој момент на старт и дека е окей, знаеш, Ама стартап е. Имај предвид, овој проект ти е стартап тебе. Да. Ма ја ќе ти кажам, Ивентика е стартап. И ја во Ивентика правам све моментално. Не е дека немам поддршка, имам поддршка и плюс, меѓутоа таа поддршка се плаќа. Тоа се трошоци кои што се плаќаат, сите луѓе што работат се плаќаат. Имаме една колешка Ивана која што растура, она е официјално вработена во Ивентика, има full time job, плата има и она е феноменална, меѓутоа сето тоа чини. И сега пази, знаеш како, многу едноставно. Во животот плаќаш на два начина. Или со пари, или со време. Ти одбираш, ако имаш малку повеќе време, ќе платиш со време. Ако немаш време, ама имаш пари, ќе плаќаш со пари. Зависи што имаш. Фер? Апсолутно. И пази, без разлика колку и да е успешна една фирма, друга фирма или друг проект која правиш, пак е стартап. Пак се зависи од тој што е коловоđа. Така, тој што го води орото. И јас повторно сум стратег. Јас си пуштам ньюзлетер сам. Некој објави на социјал медија, дури јас ги правам. Се. Нормално е тоа. Така да. Пошто кај тебе е визијата, ти знаеш, ти можеш брза одлука. Сега јас у 11 сат навечер ми текнало нешто, нема да гнјавам луѓе 11 сат навечер, отворам лаптоп, правам одма. Сабајле се будат луѓе, ој истрипало 11 сат, мейлови, куцал, прајкал се ово на тоа е тоа. Мене знаеш 7 навечер, 7 ми се редат коцките, пуп имаме урека момент, станувам го правам, тоа е тоа. До моментот додека не стане ова самоодржливо, да поставам некаква структура и луѓето да си тераат, а јас само да мислам на големите работи. Да, за тоа треба време, веројатно, За се треба. и пари. Или време и пари. Или и двете. Најдобро и двете. Во идеални услови, да. Сега како замислиме некои исто така идеални услови, која може например на Socialize да дојде некој светски маркетер. Ја мислам уште наредна година. Иако, ако гледаме сега, реално, значи не ова дека го продавам настанот и се, ова може да се провери, Јасмин Алич, кој што доаѓа моментално оваа година, е број 1 LinkedIn креатор во свет. Значи, човекот бил на толку многу популарни подкасти, кои што јас ги гледам со паѓање во несвест, кај што он јавно на тие личности што се светски познати, имаат милиони и милиони следачи, он им прави анализа на нивните LinkedIn профили, им наоѓа мани оправдано и со факти и аргументи. Значи, тој човек, без разлика што ќе слушнат луѓето Јасмин Алич е некој локалец се ова, не е тој локалец. Човекот е светски познат, има 300.000 активни следачи на LinkedIn. Букирана моментално до 2026. За мене, светски познат е, рокстар левела, доаѓа тука во Скопје. Сега ќе имаат шанса луѓето да го видат и слушнат во живо, нареден пат прашање е кога и дали некаде во близина во рамките на овој Балкан и слично. Така да, а наредна година, апсолутно. Ја имав оваа година замисли уште неколку други да донесам, ама време, тајминг го менувавме ние неколку пати кога треба да биде од XY причини, тоа е тоа. Знам ја како настан олку голем се прави. Се прави сега, само што кога завршиме, лајнапот за наредна година треба уште сега да го крчкам. И тоа и ќе се случи. Ама пошто е прв, секогаш е најтешко за првото, не знаеш што те очекува, 50.000 работи имаш во движење, не знаеш што можеш да очекуваш. Да, буквално и прво и треба и самата култура треба сега да се создаде, веќе се Така е. создава култура настан, нели кога се случува настанот.
И кој например маркетери ги имаш во глава? Еве или јас да ти кажам кого замислам на тоа. Ти сакам да ми кажеш кого? Знаеш зошто? Зашто ти кога ќе ми кажеш, јас ќе се заинатам, таков тип на човек сум, ќе пробам да донесам. Ако ми се свиѓа, ако не ми се свиѓа ќе ти речам не. Па сега не знам колку например, знаеш, размислав сега некој предавање што имав со студенти денес и ти имаш исто. И ги прашував за некои светски маркетери, ме интересираше како фидбек им. Ја не знам младиве што следат, па И кажи јас ми. се изненадив например дека нема многу на реакции на имиња како Алекс Хормози, кој Мангаджи, Гери Ви. Еве ти мислам дека таа тројка е Ја Крис Доби го донел. Крис Доми е сосема различен, не е класичен маркетер, тој е дизајнер со неверојатно портфолио. Меѓутоа и он обуките што ги држи, мастер-класовите што ги држи и се се сведува на основно нешто. Дека треба да знаеш како да се позиционираш сам себе си и како личен бренд и како компанија за луѓето да сватат дека ти имаш вредност. Поради тоа што позиционирање е најбитно нешто во маркетинг. Значи, јас тоа на сите им го кажувам, ако сакаш да бидеш добар маркетер, треба да бидеш добар селсмен. Малку луѓе го сваќаат тоа, пошто мислат дека има на јасна црта помеѓу продажба и маркетинг, меѓутоа нема. И тоа многу фирми на пример или се ориентирани кон продажба или се ориентирани кон маркетинг. И таму цело време е надпревар. Не може да е надпревар. Зошто сакаме ние Socialize Sales и маркетинг конференција да направиме? Темата на таа конференција треба да биде каде е синергијата помеѓу овие две работи. Бидејќи ти можеш да направиш што сакаш. Еве, тргаме од твојот подкаст. Тоа е продукт, рачуне го. Или е продукт или е фирма, како сакаш крсти го. Еве, продукт е, така. Ти тој продукт мора да го продадеш. Како го продаваш? Го продаваш со квалитетна содржина. Го зборуваш по луѓето, ги викаш гостите. Гостите кога ќе допред да ти дојдат допред да ти биде популарен подкастот, они не знаеле на кој подкаст одат. Како одлучуваат тие гости ако се битни и поискусни од тебе да ти дојдат тебе на подкаст? Тие гледаат енергијата. Енергијата твоја е таа што продава. Продажба е тоа. Ти не си пуштил реклама од 5000 евра на social media сега да искача next gen и некој да рече овие се некои битни дечки, популарни се ова. Не, ти си отишол, си пристапил, си спил кафе со некој или онлайн си се уклучил, он ти ја видел енергијата и рекол, окей, дечкова знае што збори, ќе му дојам на подкаст, ќе ми биде мерак. Не ќе се позиционирам на неговиот подкаст. Му доаѓам пошто ми е мерак. Тоа е продажба. Тоа ако не е продажба, не знам што е. Така? Па после тоа се маркетира со клипови и сечоци, луѓето што, значи тоа е органик. Дали ќе платиш ти пари или органик ќе биде, пак ќе ти кажам. Ако е органик, си платил со време, ако е paid, си платил со пари. Пак гледаш истава тема и филозофија цело време се менува. Тоа е. Така. Значи дефинитивно може да гледам, пошто и цифрите се сериозни за носење на такви луѓе. Дознака Гери Ви е 150.000. Види, ќе ти кажам една работа многу едноставна. Бартлет е исто многу познат сега за конференција. Го обожавам Стивен Бартлет. За мене тоа Diary of a CEO моментално е најдобар подкаст во светот. Мислам дека нема ни конкуренција моментално. Ама и мислам дека човекот не е нормален. Значи тоа не е нормално што го прави. Има тим од 30 луѓе кои што работи само на подкастот. Значи под масава тука има копче и човекот кога интервјуира, на пример кога ти сега да имаш сега копче под масава, сега ќе кажам нешто интересно што се свија, го стискаш копчето. Тоа одма праќа сигнал тој кај едитинг на која минута нешто добро кажува и он му го крати одма времето на тој што едитира кај треба да гледа кога го прави трейлерот. Има head of trailers човекот и уште тројца што работат само на трейлери за секоја епизода. Па ствари познат подкаст. Така? Па после по исачоците, па после по футпринтот што исачоците други ги преземаат и ги реблогираат на TikTok и сева. Тоа е цела стратегија, он има цел алгоритам. И он има медија компанија која што сега ти нуди, ти ако сакаш да имаш подкаст под неговата компанија, ти го дава целото ноу-хау, ти го наплаќа и он на едно збирно место си носи спонзори, па ги дистрибуира. Медија компанија е тоа. Тоа е сериозна работа. Човекот толку многу продуцира, јас не знам човек што продуцира толку многу подкасти, а меѓувреме води и други компании, има инвестициски фондови. Па на тоа ниво. А сетапот е исто од прв ден. Добро, не од прв ден, буквално тие првите му биле крш во некоја студија. Првите ги нема, ги има тргнато. Па. Ја на пример би оставил.
Па ја би оставил тоа кршбе во некоја студијиче, нека се гледаме од кај сум почнал. Целиот blueprint го има, гледам дека сега општо на светската сцена, бидејќи он е се екстремно јак. Значи од стриминг платформите до YouTube, фейворите на YouTube, фейворите на стриминг платформи, што е нормално, нели со квалитет со работа, и гледам дека blueprintот како го постави он на водење подкаст, милион работи. Сега кога ги збориме social media работи, поставување постови, сега ние истото ќе го правиме. Со слики, скриншотови од разговорот и со текстот што се збори. Исто се неговичим. Почетокот на разговорите, гледам сега тој blueprint, он како ги поставил веднаш доаѓа со прашање, контекст на разговорот поставува од првото прашање, тој blueprint што го прави, дека многу се копира и поставување некои буквално стандарди. Добро. Сега дали се и стандарди едноставно и он експериментирал доволно за да тоа да стане стандард. И сега ќе ти кажам еден пример, пошто го кажа Гери Ви кошта 150.000 евра. Така случи. Не викам дека не си управо. Најверојатно и толку е стварно. Најверојатно и толку е. Како одлучуваш да донесеш таков човек? Прво, треба ја лично, од мене тргам, треба ја да сум фокусиран да го донесам. Така, ако сум фокусиран него дека ќе го донесам, може да ми биде тоа проект што ќе трае 2-3 години. Па најмалце. Во ред. Кој вика дека во животот се кошта толку како што е адвертајзд? Ја ќе ти кажам прост пример. Јас се кошта? Се кошта како што се рекламира дека кошта. Јас сум сега тука кај тебе на подкаст, така? Да речем утре хипотетички, го кажувам на смеја, станувам рокстар. Така? Мене сите ме прашаат кога ги плаќам гостите. Сите. Тоа е прво прашање за подкаст. Така е, еве. Станувам утре рокстар. Кажувам ја, 150.000 ми е. Ти ме викаш пак за 6 години од сега. 150.000 ќе платиш? Може пак нема да платиш ништо. Ако верувам во тоа што го кажуваш, може ќе ти дојам тебе бесплатно. Дали треба крајниот корисник да го интересира? Дали јас сум го платил Гери Ви 150.000 или сум го платил 0 и кебапи сум го хранал во чарши, он супер си поминал и спамирал леле у Македонија кебапите Владко е царо вона? Тоа не треба да те интересира тебе. Треба да те интересира тебе како крајен корисник колку си ти спремен да платиш за да видиш таков човек. Да. Така? Значи во од друга страна скроз ја свртевме работа. Ама мора да свртиме така. Ама не, се слагам и знаеш зошто ја вртам од бизнис. Од каде знаеш бе ти дали, значи ја ќе ти кажам прост пример. Со Огнан партнеров бевме во Финска на Nordic Business Forum, што е еден од најголемите настани во Европа. Значи, еве, некој што јас лично му се восхитувам, Сајмон Синек, како тип на говорник, презентер, автор и лидер, он доаѓа оваа година на Nordic Business Forum на 25 и на 26 септември. Пример. Ние лани отидовме на Nordic Business Forum, имаше феноменални предавачи, world class исто. Лудило, 6000 учесници. 1200 евра е карта само за таков настан. И јас додека бев таму, му пишав на CEO-то на Nordic Business Forum да се видиме на LinkedIn. Шансите он, додека настанот, да ја види пораката, да врати и да се договориме, за мене, статистички, од искуство, се 0,001. Ја виде пораката, се видовме и истеравме состанок наредниот ден после настан. И јас како човек што знам што се влегува во настан, нареден ден со некој рандом да ми пише на LinkedIn да се видиме, нема шанси, пошто прво сум убиен. Ке треба да одморам, неам фокус, ама многу е битно кој ти пишал и како ти пишал. Тоа што му го пишав јас, знам што му го пишав, знам зошто му го пишав, погоди време и тајминг и успеа. Значи, сакам да ти кажам, додека не пробаш, нема да успееш. Мејлови се праќаат, LinkedIn пораки се праќаат, се досаѓа на Instagram, се спамира, се тагира, се прави, ама ако веруваш во тоа што го правиш, ако си cold calling таков со bullshit нешто здраво да се видиме, со скриени намери, со се, биди отворен, слушај, ваму сум, ти барам 10 минути од твоето време, за ова те барам, ако имаш време прочитај го сега, и не мора да се видиме. Ако не ти е интересно, игнорирај, а ако имаш корист, дај да се видиме. Кога ќе видам јас прашање од типот на би сакале да закажеме состанок, имаме интересна опција за бизнис. Се треба те подпрашам или мислиш дека доволно си интригантен за јас да леле има можност за бизнис, трчам на состанок. Биди отворен, кажи ми, ова продавам. Сите продаваме нешто. Некој продава знаење, некој продава
воздух, има и такви луѓе, Магла. продавач на магла, така класичен се овона, некој продава нешто конкретно. Кажи ми што продаваш, ако сум заинтересиран, сум ти целна публика, ако сум ти целна публика, ќе дојдам. Поентата само ќе се вратам последен пример со Джордан Белфорд, Wolf of Wall Street. Ја знаеш она славна реченица, продај ми го пенкалово? Знаеш што е поентата на таа работа? Да кажеш ти, не ми треба пенкало. И ја да ти речам, супер, јас продавам пенкало на тие што им требаат пенкало. Фала ти што ме одби, знам дека не треба си го трошам времето со тебе и ти да си го трошиш времето со мене. Тоа е поентата на целата таа вежба. Така, ако продавам пенкала, треба да најдам некој на кој што му треба пенкало очајно. Зошто му продавам пенкала на некој што му треба тефтар? Интересна визија направивме сега со ова за гириви. Замисли стварно се оствари. Ќе ти кажам за некое време. Не зборам пред рака никогаш. Интрига. Ама, види, дали ќе го донесам конкретно во Скопје, него, дали ќе го донесам сам или со уште 5-6 компании ќе се собереме сите, не знам, ама doable и треба таков лик. И тоа е државен проект. Во секој случај. Точно. Не е само за конференција. Таков човек како Крис До, човек како Стивен Бартлет, се би направил да ги донесам. By the way, го поканив Стивен Бартлет на Socialize. Сериозно? Мртов озбилен сум. И ми го прочита мейлот. Пошто добив дека е delivered и red. На минатата година гледав на бизнес прича беше Брайан Джонсон. Лайв пуштање имаше. Не го прифакам тоа лайв пуштање. И да сака некој, не сакам лайв пуштање. Ќе доеш на настан. Добро за Колку што може... Не прифакам. Јално Бартлет тако. Бартлет ќе доеш во Скопје. Може нема во Скопје. Може дојди во Белград, ама ние ќе го организираме со уште некој во Белград, дојди. Некаде поблиску, нели, кај што има од XY причини, на пример, зошто бе, дојди Бартлет, дојди Борис Трајковски. Не бе, дојде во Борис Трајковски. Сум Гириви Бартлет. Не знам колку соби. Борис Трајковски. Така е. Тоа се 15.000 луѓе. Така е. Не знам колку собере Борис Трајковски, валјда. 7.000 има за седење плюс партер околу 10-12.000. Така, толку е потврдено? Од толку од прилика, да. Добро, ете. Тоа е капацитет за такви миња. Ете. Тука ќе дојде. Не сакам онлайн вклучување. Онлайн вклучување ќе уклучам YouTube и ќе го гледам. И поубаво ќе ми биде него на екран со сецкање некада ќе му падне интернет, ќе багира таму. Така? Тој ризик фактор е секогаш на тие онлайн пуштање. Наби перфектно да биде. Не сакам на екран да те гледам, ќе те гледам на екран дома, по гајки. Така. Не сакам костумо сам седнат ваков од сите страни ме стискат и ќе те гледам дома, бе, лабаво. Буквално такви визии, многу е, мислам, баш убаво се узеќам кога зборам со тебе секогаш, пошто цело време има некоја визија, сега некој ќе се смее на ова. Ако да нека се смее. Па и сакам да се насмее некој. Па барем, знаеш она, ако го изгледал до тука подкастот, сега пази. Саат време. Пази, ако го изгледал до тука подкастот и стигне да го изгледа да се смее, за мене е успех. Мило ми ако успеав да ме насмеам, ќе пробам пак, нареден пат ќе пробам и стендап. Да. Веќе сме саат време, може полека да се одјавуваме. Не знам што се опфативме, што не опфативме. Ајде вака сега сакам околу агендата на Socialize 24-ти, Александар Палас, тие што не сте купиле карти, овој подкаст ќе излезе во понеделник, тоа се уште 3 дена, не знам дали ќе има карти. Спомнавме дека во недела, ама не може да го пуштиме во недела, нели? Ако, да, во понеделник излезе подкастов. До утре, вторник сега, поради тоа што го гледате сега лайв подкастот, до утре има можност да се купите карти. После тоа затвараме веќе, ако има се уште, затвараме веќе поради тоа што нели логистички мора да се подготвуваме и не може лес минет некој да дојде поради тоа што едноставно многу работи се менуваат и знаеш непрофесионално. Меѓутоа, секој што го гледа ова и сака да купи карта, нека купи веднаш. Тоа е моментот, ветувам дека тој што ќе купи карта нема да зажали, поради тоа што ќе биде многу интересно, едукативно, забавно, ќе се осеќаат супер и DJ Гоце кој што многу го сакам, за мој KFC го донесов, ќе развали со журка после настанот, меѓутоа ќе меѓутоа ќе пушта он музика и во текот на настанот, значи ќе биде многу поразлично од тоа што луѓето се навикнати да гледаат. Ќе биде многу забавно, ќе се поминат после забавата до 8. Кој издржи, ќе видиме. Кој преживи причаше баш. Така да ги охрабрувам сите да дојдат, ти благодарам тебе што си поддржувач на настанот и како медиумски партнер. И нас ни е чест што соработуваме со човек како тебе и ќе си поминеме супер. Кој нема да дојде, ќе го труеме после настан со клипчиња, after movies, интервјуа од настанот, фотки, видеа, панели, предавања.
ќе отрујаме после настан. Да. Сега не ми откри дали Next Gen е номиниран за подкаст. Нема такви инсайдерски. Не, искрен ќе бидам, не знам, има независна жири комисија, јас се иземав од се, ништо не знам, ќе дознам на ден пред настанот кои се победници и нема никому да кажам, ветувам. Колку и да ме притискаат сите. Да, за да биде и тоа после. Мора да биде, дури што се вика зборот. Се наградите да ги спомнем. Подкаст на годината, инфлуенсер на годината, вирално видео на годината. Дигитален дизајн, UI UX, мобилна апликација, најдобра кампања на социјални медиуми, општествено одговорна кампања на социјални медиуми, Толку се. меѓународен дигитален микс и звезда во подам на социјални медиуми. Rising Star. Да, Rising Star. Да. Интересни категории се, многу се различни, има нешто и од тек, има и нешто од social media, има од маркетинг, има од CSR, така да од се по нешто има. На кој панел вака највеќе чекаш ти 24? Јас искрен ќе бидам. Јас само гледам да го отворам настанот. На првиот панел за жал и ја ќе плјампам, пошто имам што да кажам на темата. Понатаму сакам да си седнам како господин во прв ред и да ништо да не ме интересира, си бидам и ја учесник на сопствениот настан и ќе седам од почеток до крај на се, пошто гарантирам дека едно нешто што ќе видите на сцена нема да биде досадно и монотонно. За тие кои што нешто нема да им се допаѓа од програмата, паралелно од мејнстејџот, ќе има работилници во експоделот, значи може да се шетаат напред-назад, во ниеден момент нема да им биде досадно, дури ништо да не им се свиѓа од работилници во тој момент. И од тоа што го има на мејнстејдж, може да сикулираат во експоделот, кај што ќе има нетворкинг работи цело време, активации, ќе има спид дейтинг за оние млади луѓе кои што сакаат да најдат работа, ќе може да се пичуваат во рок од 5 минути пред компании, да им покажат со енергија вака зошто се добри за да добијат пракса некаде или вработување. Ќе има нешто за секој, нема 5 минути да биде досадно. Така, значи настанот во големата сала ќе биде во Александар Палас, така? Да. А експоделот ќе биде Во наредни 2 големи сали. Сите сали ги закупивме во Александар Палас, цел простор е наш. Секаде ќе се случува во секоја ќоше нешто. по нешто. Значи по нешто за секој. Уште еднаш јавна покана во сите кои не ја купивте вашата карта до вторник, тоа е значи вие го гледате ова во 8 часот во понеделник, значи можете и веднаш да купите или можете најкасно до утре вторник. Мислам дека сите млади маркетери, сите Rising Stars, Сите треба да дојат да бидат присутни. и да си поминат најубава на свет. Јас ќе ти се заблагодарам што беше мој гостин денес во оваа Благодарам 41 многу. епизода. Многу ми е кеф што дојде по втор пат, сигурно и трет пат. Бидејќи секогаш си имаме муабет. Ај трет пат на 100 бива. Може. А? Нека влезе во записник. Не пуштивме клима. Да. Нека не се осеќа. Ако не се осеќа. Требаше да пуштиме клима, Антонија. Ако добри сме, не ни треба. Нема гале пократко. Да, е од звер. Дека е прилепчанец. Да, тоа е тоа. Му врие крвта. Ќе те оставам нешто за крај, ако имаш, мислам дека опфативме све, покривме се. Ништо за крај, само многу краток ќе бидам. Немојте, дечки, сите што го гледате подкастов, да губите енергија за ништо во животот. Нормално е да ви е тешко за било што. Ја едно нешто што пробувам како мајндсет да го сменам кај мене, да ми стане навика, кога ќе видам дека било кој во било која индустрија прави нешто добро, дури да не го знам, дури малку е крипи, да му отидам да му придам, да, крипи е, смешно е, ама крипи е, да отидам да му кажам алал да ти е. Се вадат од памет луѓето, пошто не се навикнати. Меѓутоа, толку гледам способни луѓе секаде, пред некој ден во пекара влегувам, го гледам еден дечко на турбо со енергија. Пријатен филм, му викам алал да ти е. И се запрепасти. Па никој убав збор не му кажува. Влегувам во продавници, луѓе професионални си ја сакаат работата, прават, браво, викам алал да ти е. Не се навикнати луѓето да добиваат комплименти, иако заслужуваат, при тоа што сме станати цици со нашите зборови. Немојте да бидете цици, сте научиле нешто, гледате дека некој друг се труди, помогнете. Ако побара помош, немојте нели со сила. Помош е веќе не е нормална работа исто така, меѓутоа бидете фер кон луѓето, помагајте. Заедно сме посилни, поединечно има праг до кај што можеш да стигнеш. Тоа е тоа. Тоа ми е финална порака кон сите. Јас ништо не би додал на ова. Мислам дека и настанок на 24-ти ја носи таа порака, малце да се излезе од таа патија, да се покаже став и вакви теми визионерски кои што отворивме. Мора сите нели и да продолжиме, нели период беше таков малце по и трагедии ни се случи и се нормално е некоја апатија да влие, но ние младите, и ти си млад,
Фала. Секој се чувства присказ, нели за бројките беше важно. Со 40 ако сум млад ќе го прифатам. Да. Сите кои се чувствуваат како млади треба да носат таа порака на Така е. 24-ти заедно во Александар Палас. Ќе ја пренесеме сите таа порака, ќе го проследиме наставно. Ти се заблагодарувам по последен пат. Фала ти многу. Ја затварам емисијата тука. Тука се заблагодарувам на сите секој еден од вас кој остана со нас овие речиси 70 минути, 67 минути. Фала за вниманието. Тоа е тоа за оваа епизода. До следно гледање, пријатно. Газење.